su infoflajeri vo borba protiv čumata na 21. vek. Na vakov način, na денешниот светски ден на борба против сидата, представниците од Штипското американско катче и Општинскиот совет на млади ги подучуваа младите сограѓани како да се заштитат од сида. Со цел да ја подигнеме свеста кај луѓето за тоа што е ХИВ, што е сида, кои се симптомите по кои што може да се препознае, кои се местата каде што може да се тестира, како се добива, како не се добива, кои се митови и факти и сето она што тие треба да го знаат за да можат да бидат побезбедни и да се заштитат од овие заразни болести. Идентичен став за борба против сидата имаат и од Советот на младиот Штип. Ние како Совет на млади во соработка со Американското катче денес излеговме да го одбележиме светскиот ден за борба против сидата со цел да се едуцираат младите како се заштитат од оваа сексуална пренослива болест. Младите штипјани ги имаат основните познавања за оваа сексуално пренослива болест. Најважно за заштита против сида е неменувањето на партнерите, поради тоа што не секогаш можеме да знаеме дали нашиот партнер е минал нешто такво. Користењето заштита е најдобар спас за да се заштитат сите луѓе од овие болести. Годинава за прв пат по неколку години во Штип не е забележан нов случај на заболен или носител на ХИВ вирусот. До сега, од 80-те години, 89-те, имаме околу 12-13 случаева, кои што се, например, дали носители, дали починати. Тоа не значи дека може наредниот ден да добиеме податок за носител на ХИВ вирус. На никој кој што оди по улица може и не знае лицето дека е носител на ХИВ вирус. Се пројавуваат после симптомите, се додека не се тестира лицето, не можеме да знаеме дали е носител или не е носител. Годинава во Македонија се евидентирани 41 случај на ХИВ позитивни, од кои сите се мажи. 78% вирусот го добиле по хомосексуален пат. Возраста на новите заболени се движи од 21 до 51 година.